Ова викенд дестинацијава за вас кои сте надвор од Скопје дефинитивно еден долг прилог, па волку долг прилог сме немале како репортажа од Маврово или од Шапка, например, така што доволна мотивација каде да отидете овој викенд. Веќе утре е сабота, недела, јас дефинитивно утре сум на работа, тоа чека само недела ми е слободен ден. Пак ќе се обидам да избегам надвор од оваа Скопска за каде на средина. А денес дискутираме околу темата дали кастинг талент шоуто кое се двиваше во Македонија по второ поред всушност кое воопшто е организирано ќе донесе нешто за победниците. И победниците се денеска ден од моето студио. Тука се Антонија Кегловска, најпрво добре дојде за тебе. Добре те најдов. И тука е Денис Димовски без В. Морам да потенцирам тоа. Без В. Затоа што Антонија не е без со Ј, без Ј е Без Ј. Леле, само ти го знаеш, ова живи се. Како сте? Собравте ли импресиите тоа се што се случуваше? Собравме импресии, ама уште сме уморни. Да, уште малку сме уморни, затоа што цел тој процес околу подготовките за суперфиналето беше малку напорен. Имавме само 3 дена да се подготвиме. Материјалите кои што не ги дадоа за да ги спремаме, сепак се едни од потешките во музичката литература како партитури, иако немавме време оноко колку што би требало да се посвети за една таква партитура, успеавме да дадеме максимум, станувавме во Македонската опера и балет по 12-13 часа. Значи вие сте спремни за да излезете на сцена, чим волку сте можеле да издржите? Најлошото од се беше тоа што пред да биде финалето, спремавме и за финалето, добро некој ден спрема, јас не тоа што ми беше спремно веќе. Имаше стрека да... Да, но веќе нешто почна што веќе подготовките и за суперфиналето и веќе ни беа дадени песните кои треба да ги вежбаме. И тоа беше малце понапорно за сите нас. Да, затоа што одевме во живо со поддршка од оркестарот на Македонската опера и балет и директен пренос на телевизија и сето тоа беше малку стресно пред се, а после да и напорно. Да. Така. Еве за Антонија знам дека беше дел од Пинк Звездички. Што е подобро, Пинк Звездички или кога ќе бидеш на своја територија? Кога се надпреваруваш со твои познаници, верувам, не верувам дека не сте се знаеле вие. Повеќе од половина верувам таму. Да. Само сте Фестивали повеќе сме се гледале. Така. Да, со Антонија ние одамна се познаваме, значи можеби 7-8 години секако. Така нешто, да. Така. И што е подобро, Антонија? На домашен терен или? Па, ние сите би сакале на домашен терен, но се помалку и помалку има вакви шоа каде што можеш да се представиш на македонската публика, но мислам дека Пинкови Звездички ми донесе поголема, како да кажеме, мала кариера. Само те представи на, мислам дека македонската публика, бидејќи оние што колку што беа активни на Facebook, може да видат твои кавер верзии од познати песни, па после следуваше Пинк Звездички, па за да сега биде кастинг талент шоу. Денес, каква е состојбата кај тебе? Освен еве фестивали спомена Антонија. Токму така, јас исто бев дел од шоуто Пинк пред 2 години во првата сезона, уште кога... Зашто ти не дигна толку голема галама или затоа што Антонија девојче? Па мислам дека првата сезона не беше толку добро промовирана медиумски кај нас, не беше следена, иако јас стигнав до самото финале. Имав доста успешни настапи кои што ги има на YouTube. Но мислам дека заради тоа што немаше добра медиумска поддршка во Македонија, немаше некоја особена гледаност шоуто за возрастните, затоа што јас бев во тоа шоу. Зошто не се пријави повторно? Еве најчесто се пријавуваат прва, не успе, тераме на втора, па и на трета, па и на четврта. Затоа што стигнав до самото финале и не гледам зашто би се пријавувал повторно. Голема шанса за мене беше ова кастинг талент шоу, затоа што Тоше е мој идол од мали нозе. Како и на сите, верувам. И сакав едноставно да бидам дел од тој проект и ми е многу мило што успеавме да се избориме за да останеме до крај, да ги добиеме главните улоги, без разлика кој ќе биде прв, втор или трет каст. Јас со Огнен заедно, нели ја пеевме Тајно моја во последниот дуел. Ние сме другари приватно и без разлика кој ќе биде прв или втор каст, ќе дадеме се од себе да го направиме овој проект на нивото, на она ниво на кој што заслужува Тоше Пројас. Така. Сам многу неблагодарно прашање, но морам да го поставам. Што мислите? Дали некој можеби ја заслужи победата повеќе од вас? Од ваша перцепција, од ваше гледиште? Ајде, Антонија. Од наше гледиште, па мислам дека жирито одлучи тоа што требаше да одлучи. Според тебе? Па не можам сега да кажам така. Зошто? Еве, дали мислиш дека ако ти бидеше на местото на жири,
би требало некој друг да биде победник или пак сепак ти би била победничка и Денис? Искрено сега отворено, нема да се лажеме, нели Јас сум демократско. секогаш искрена, ама за вакви работи кога ќе ме прашаат, баш и не можам да бидам толку искрена. Така. Мислам дека сите се пред се многу добри вокали, кој да беше од нас главна улога, мислам дека би го заслужил тоа. Така. Значи Напорно сите работевме, 6 души како каст кои што влеговме во суперфиналето, ќе добиеме шанса на пробите да ја работиме главната улога. Како што кажав, без разлика кој ќе ја пее премиерата или дел од понатамошните представи, затоа што бројката на представи која што е планирана е околу 30-тина, затоа и се потребни 2 и 3 каста. Така. Мислам дека ќе бидеме заедно до крај, како што и бевме и на суперфиналето. Антонија знае за самите подготовки, колку ние бевме уствари сплотени, колку си помагавме едни на други. Некои знаеа да читаат ноти, некои од помалите не знаеа да читаат ноти. Си помагавме постојано. Заедно со екипата на МУП работевме 12 часа. заедно по 12 часа, значи особено понеделникот и вторникот, последните 2 дена. Ти се во гласата на Игор Дурловски? Да, јас што сум чув јас. студент во класата на Игор Дурловски. За мене е вистинско задоволство што сум во неговата класа. Чест ми е да работам со него и голем поздрав до мојот професор. Така. Антонија, еве ке тебе се врзуваат многу приказни, многу поддршка добиваш на социјалните мрежи, не само од анонимни личности, туку дефинитивно и од големи звезди на македонската естрада, од она што можев да го прочитам и забележам. Сега тука се поставува и прашањето, имаше и некои мали критики кои нели се збори како и секогаш и секаде. Ова вака било, ова така било, ова не чинело, ова чинело. Тука излеза Александра Јанева, чинем се презиваше, со огромна поддршка од тебе, со огромна одбрана и така натаму. Ти можам да кажам дека многу се турна во македонската естрада, после кастинг талент шоуто, што мислиш? Што ќе биде? Еве ќе завршат и овие премиери, овие представи. Па, јас се надам дека ќе има сега веќе во прилог е моја нова песна. Голем поздрав до Лазар Цветковски. Ја работи со добар тим проверено, очигледно. Подготовките се во тек, песната се спрема, но се уште не се знае дали ќе биде една или две. Но се надам дека ќе им се допадне на публиката. Тематика на самата песна ќе откриеме. Па не би открила. Не би открила. Ја мислам дека е се уште. љубовна во секој случај. Нели, јас исто така мислам, одма. Прво мислам и да е тоа ми љубовно е ова нешто. Така се осеќам сега. Размислувавме за дует, ама немаме ништо се уште. Да, Конкретно. Се треба да тече полека. Да, имавме видео ние на Facebook кое го постиравме веднаш пред почетокот на гостувањето, каде што вие се распевувавте, така се вели тоа. Се распевавме, да. Распевавте, извинете, граматички е Оправдано така, е. да. Оправдано. Добро, и сега кажете ми, доволно распеани? Па, Добро, малку сме уморни, ама Добро, имаме Мала изненадување. врска, да. Вака. Има само некои премногу големи изненадувања. Јас се надам дека нема да бидат многу Од големи, типот нека бидат Ната скромни. Лукас. Не, тоа нема да биде сигурно. Ќе биде нешто квалитетно, добро, странско и можеби една македонска композиција или две од оние старите македонски, да видиме како ќе се знаете да во се истите. надам ќе ги знаете. И јас не знам што се крие во режија, ќе замолам Станува од горе интересно. Бесмир да добиеме прва композиција по твој избор. Владко Стефановски. Прв. Заедно со Зоран Чорлев. Да добиеме само погласно во студио, ќе замолам. Благодарам. Кој ќе почне? Да ви помогнем со рединамата? Што не сте во Индија, за да види Кришна, што е тоа живот, на весела долина. Вие знаете композицијава? Јас ја знам, ама не знам да пеам. Добро, и го текстот, ајде. Јас сум шетал, јас сум бил на запад. Па добро, луѓе, јас не реков дека јас ќе пеам, мислам да се Ама разбере. можеш ти лежи песновите. Не за други, Да, ќе ти ќе ви бидам одговарам. конкуренција, па не сакам реално овака. Добро, да идеме со Сега да следна, видиме може? рефренот. Еј, чекај рефренот. Ајде. Е, Да имам ко што немам, па да купам бел конј. И да ја
за ова имате 0 поени двајцата. Од стручното жири на телевизија 21, да. Кој е стручен жири? Сега да ја поздравиме Цаци, Гледате? зошто? Гледате рацеците од стручно жири. Зошто, таци? Идеме со следна. Ова е може. знаете. Ајде. Seems like everybody's got a prize. Wonder how to sleep at night. When a cell comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got a shades in the eyes and a hue so high that you can't even have a good time. Everybody look to their left. Everybody look to their right. Can you feel that? Yeah, we're paying with love tonight. It's not about money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. We ain't about the change, ain't about that, yeah. Bubbling, bubbling, wanna make the world dance. Forget about the price tag. Океј. If we're taken back in time, music we're so alive, and there wasn't no blows and video hosts. Why is everybody getting tired? Why is everybody so sad? Money can buy us happiness. Can we all slow down and enjoy right now? Guarantee we'll be feeling alright. Everybody look to the left. Everybody look to the right. Can you feel that? Yeah, we're paying with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the so change, ain't about that, yeah. But blame, wanna make the world dance. Forget about the price tag. Следна, кога веќе добро се распеавме да видиме што имаме следно подготвено, што следно ќе чуеме. Ајде. Ова, така. Само ако можеме да добиеме излез на двата микрофони, на Антонија Малку ми беше висока интонацијата мене. на Зајди. незината конкуренција денес во студио. Никој те не пее. Ајде. Зайди, зайди. И ова ме високо. Јасно сунце. Зайди, помрачи се. И ти, јасна, леме серчино, зајди удави се. Само јас ќе пеам? И ти, јасна, леме серчино, бегај удави се. Една од најубавите македонски песни, ако се согласите. Дефинитивно. Што Никој што се ме пеела песна. ги немаш што пеено некаде оваа песна? Не, немам пеано. Ова е прв пат. Прв пат пеам, да. Ова ќе го видиме и остатокот од текстот или сакаш да промениме? Сакате нешто друго? Ајде. Ајде друго. Ајде да видиме што имаме уште. Инаку се вклучивме и лайв на Facebook. Мислам дека да ги поздравиме сите. Поздрав до сите вас кои сте на Facebook моментално. Tell me honestly, would you still love me the same if I show you my flaws? If I couldn't be strong, Tell me honestly. would you still love me the same? Малку потежок ритам и потежок текст, претпоставам, така? Да. Не, многу ми се големи во буквите. А не да гледаш? Ајде следна режија. Ајде рефренот сега ќе дојде. А да чекаме рефрен. Ајде. Антонија, ако имаш текстот ти позади тебе. Ако ти е далеко.
Ти е близко? Ајде бе, пеј. Не ја знам искрено. Многу тежок ритам, барем мене ми се допаѓа. To wait and be lost in all today. Tell me honestly, would you still love me the same if I show you my flaws? If I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Antonia, would you still love me the same? No. Одиме со чип 30 доколку имаме и таа и со таа ќе завршиме за денес. Дали може така? Може. Говориме. Ајде чип 30 тогаш да чуеме од Сија кој имаме Јас едно готова ќе подготвена. Или ако ја немаме, ќе ја имаме. Тоа сум 100% сигурен. Ајде дека да добиеме следната композиција да видиме уште нешто. Што ќе биде целта на мюзиклот, кој ќе се одвива и освен целта, кој е приказнат? Ќе ми откриете ли барем мал дел? Јас искрено не ја знам. И јас не знам Која знае? зашто се работи. Немам детали, само знам дека главната машка и женска улога. Главната машка улога е дечко од Крушево кој што е фудбалер, па треба да дојде во Скопје да студира и тогаш ја запознава убавата, не знам како ќе се вика, убавата хероина, во која што ќе се заљуби и тоа е тоа од прилика Што вие на вас ви е Ја доставно? го слушам. Мюзиклот ќе биде подкрепен со музиката, односно со песните на Тоше Проевски, посветен на него. Се надевам дека ќе успееме да го спремиме на она ниво кое што се очекува од нас. Јас Премиерата верувам дека ќе ќе биде закажана. перфектно, а салите дефинитивно ќе бидат полни, тоа сум 100% сигурен. И ние се надеваме, ги покануваме сите на премиерата На 10 да март. дојдат на 10 10 март. март. Така. Тогаш, дечки, спремете се, гратис е нема, ќе си купите карти, да се разбереме. Тука Дурловски не дава гратис, одма да ви кажам, таков е малку лош човекот. Мислам, беше во студио, ви кажам. што не е лош. Реков, малку Ама лош не човекот за малку. нашата публика која не Не, добива не. гратиси од него. Ама Ајде, може. ајде, ништо не е лошо. Ајде со Чип Триосија во ваша изведба. Turn the radio on, it's Friday night and I won't be long. Do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash. I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Yeah, baby, I yeah. don't need no money, as long as I
Джастин Бибер. Следно сакаш? Ајде, може да... Ајде да видиме ако имаме следно. Јас не знам дали имаме следно. Love yourself. Ова е денеска точно како да ве расположиме сите вас пред малите екрани. Ако имаме следно, може. Или можеме да hardest thing Ако тоше. не, да продолжиме. Или можеме да ја пробаме. Имаме само уште една песна, мислам дека затоа што мораме да имаме со реклами, дајте уште една песна и да се одјавиме со оваа, може? Која и да е? Требало поише да даете. Требаше поише време. Ама и така малку ние кратки сме денес со време. Ајде да видиме што е следно? За тебе едно Ања Ветерова. Кој е ова? Ања Ветерова. Ова е Ања Ветерова, точно така, Ања Ветерова ја беше оваа песна, ова малце ни измешана во нашата плейлиста. Поздрав Ања до тебе. Знам дека не следиш. Имаме следна? Ао, да. I'm gonna pop some cash. $20 on my pocket. Looking for a color. This is fucking song. Ја знаеш цела? Можеме да играме. Ја знаеш цела? Не, бе, кај го знаме да пеам. Типо, лек. Може да денсаме. Денес? Не знам. Браво. Имаме следна режија. Може да да играм. Те гледам нешто не си поиграјме на мајка. It's 99.6 and da-da-da-da. Океј. Направивме ние мала промена во целиот аранжман. Ова е македонско следново, знам. Ајде! Ајде! Ти ги знаеш старите македонски? Не, ја знам. Голем минус, да. Моментално. Што имала късмет, Стамена, мајка и болна, легнала. Ајде! Стамена, мајка и болна, легнала. Ова е едно најдобрите македонски. Браво, Гиговска, браво. Го имаш и тој трилер, дефинитивно. Ајде, продолжиме. Сакај ти пите. Чекај се, добро, знаеме дека треба да ја стакаме, ако ние знаеме, свесни сме за тоа. Ајде. Мајка и Болна, легнала, посакала вода, студена. Мајка и вода, студена, од та чешма шарена. го немаше тоа на крај. Поздрав! Јас ќе морам да се поздравам со вас, ви благодарам навистина што бевте дел од Урбан Так. Јас знам дека јас барем се поминав убаво. Секогаш не е забавно. Така? Сам барем Тогаш да направиме една рубрика неделно дружење со вас двајца и Ајде. Може. Само да ни кажете кои песни да ги спремиме за... Не, па ние секогаш сме неспремни, например. А вака да биде изненадно. Изненадување. Па не Океј. ви не сакате изненадување? Сакаме. Антонија знам дека сака. И јас Сакам, сакам. ама немој Аца Лукас. Како беше лична карта? Не кажи ми некој познат ритам од Аца Лукас? За да пао сам над ново. А ги знаеш! знаеш, Гледаш како се фати само во стопицата. Не е до мене. Океј. Тоа беше. Добро. И благодарам на двајцата што бевте наистина мои гости денеска. Ќе одмарате петок сабота, ќе шетате можеби? Ништа се не зна. Да. Почнавте на српски така? Добро. Јас не е таа почна. Добро. Тогаш ви посакувам стварно навистина успех. Ние секако ќе бидеме на премиерата, се гледаме секако и во некое наредно издание на Урбан Так, тоа сигурно ќе биде пред премиерата, верувајте во тоа. Така што се слушаме и се гледаме. Ти Фала благодарам и на на вас. поканата. Ви благодарам и на вас. Посакала вода, студена, вие ќе гледате реклами.